Таа анализа е направена. Направени се споредбени податоци во кои што се гледа колку е пробиено она што е предвидено со генералниот урбанистички план. И таквото нешто е упад во системот. Таквото нешто е атак на градот. А ние имаме право на град како граѓани. Токму затоа ја ги поттикнувам не само оние кои што се одговорни како професионалци, тие секако се и пред сопствената совест и пред јавноста се одговорни. Меѓутоа граѓаните да застанат, да си го бранат интересот. Градот не го узурпираат оние кои што се полни со незнаење и користолюбие. Не смее да се дозволи такво нешто. Значи, граѓанинот може да го дигне гласот. Ако има капацитет како град, ако има осет за своето обкружување и одговорност кон генерациите што доаѓаат. Ова е нешто што го руши концептот кој што е направен од порано, урбанистичкиот концепт, кој што е направен порано. И ова упади во тоа. Значи, ако ние она што на одреден начин не сме го испочитувале до сега малку, али сепак сме го спроведувале, тоа е таа позната оска, пешачка оска, ГТЦ Нова железничка. Сега треба буквално да се искупиме и оние грешки мали што се направени, да ги поправиме и во овој момент да направиме нов урбанистички план, нов детален урбанистички план за тој простор. Никако стариот да се спроведува, дури јас препорачувам и да се причека, зашто веќе во изготвување новиот ГУП, новиот генерален план, да ги причекаме тие параметри. Овие параметри со актуелниот генерален урбанистички план се во дискрапанца и прават страшна зло.